платите во Македонија растат. Просечната плата во март годинава е зголемена за 5,6% во однос на март 2017 година. Исто ако се погледнат првите 3 месеци на годинава, во споредба со првите 3 месеци на претходната година, растот е околу 5%, за 4,9% точно. Тоа е пред се заради она едно од први мерки што ја донесовме, зголемување на минималната плата, која што доведе околу 90.000 работници во Македонија да имаат зголемени плати. За нас е важно што растот кај платите е предизвикан пред се од сериозниот раст на оние работници кои што имаат најниски плати. Тоа се тие од текстилот, облеката и кожата кои што претходно неправедно имаа пониско ниво на минимална плата. Ако го погледнете последниот извештај за платите во овие три индустрии за текстил, облека и кожа, растот на платите во март годинава во споредба со март претходната година се движи некаде помеѓу 15 и 21%. Колку е зголемувањето во апсолутна бројка и имате ли направено нека анализа колку граѓани го имаат почувствувано тоа зголемување на платите? Апсолутно, значи може да се види во извештајот на Државниот завод за статистика, тие ги објавуваат податоците. Растот е во релативен износ 5,6%, тоа е на годишно ниво. Ако се гледа нивото во моментов е 23.700 денари. Колку, значи минималната плата самата предизвика 90.000 работници да имаат повисоки плати и најважно е што тоа се случи кај оние работници кои што беа со најниски плати. Значи ова не е предизвикано и може да се види од извештајот од работници кои што се од другиот крај на распоредот, туку баш на оние кои што се најниски и работат веројатно во потешки услови, физички понапорни работи, или за мене е најбитно што во текстилната индустрија пред се жени и дека и тие добија зголемување на платите. Дали овој раст на минималната плата и просечната плата ќе има влијание врз проекциите на проектирањето на буџетот за наредната година? Пред се овде зборуваме за плати и тоа е важно, кои што ги дава стопанството, ги даваат фирмите. И за нас, од друга страна, ако зборуваме за буџетот, важно е дека и овие мерки се така дизајнирани, значи да се гледа бруто платата, значи фирмите си ги плаќаат придонесите и вчера дадов една изјава во која што во првите месеци од годинава придонесите се зголемени за некаде 6%, тоа е добро, бидејќи на крајот се полни и фондот за пензиско осигурување. Знаете дека од претходната влада наследивме сериозен проблем со дефицитот на ПИО. Министре, колку работници доаѓаат во овие на плата што летуваат од 500 евра, бидејќи сите сме сведоци дека сите овие што ги гледат на луѓе не се ни приближно таа сума. Значи за нас како влада е најважно дека платите во Македонија растат. Ние правиме се да го поддржиме тој раст, бидејќи тоа е еден од нашите главни приоритети. Тоа што беше и дел од програмата се однесува, значи за пред се за на крајот на мандатот. Сега е важно што фирмите кои што почнаа да даваат поголеми плати пред се во овие три сектори, веќе со нив сме во комуникација, дизајниравме некои нови мерки кои што ќе овозможат и тие да ја зголемуваат продуктивноста, да вложуваат во опрема, во машини. Сето тоа ќе доведе сето тоа доведува до поддршка на оваа пред се на борба за зголемување на платите во Македонија, бидејќи само ако платите се зголемуваат, тоа ќе доведе до зголемување на животниот стандард за мнозинството на граѓани кои што не живеат од капитал, туку немаат дивиденди, немаат пари од кири, туку од собствениот труд. Ја прашувам, бидејќи платите растат само на хартија или и во пракса, ради тоа што никој ги нема почувствувано досегашните зголемувања? Апсолутно, значи ние зборуваме и ова се податоци кои што ги објавува Државниот завод за статистика, значи се податоци на база на тоа што го добиваат како исплатени бруто плати од УЈП, значи тоа се на вистински исплатени плати и од една страна има зголемување на платите, ако споредуваме период со период
зголемени се за 5% платите, и втората работа е што и ние прифаќаме, ние сме свесни дека во Македонија платите треба да бидат повисоки, но еве ние имаме сериозни мерки кои што правиме поддршка, од една страна платите да растат, второ да ги помагаме и фирмите да ја зголемуваат продуктивноста, бидејќи наша крајна цел и луѓето да бидат вработени, а овие мерки да не предизвикаат негативни тенденции пред се отпуштање на вработени, и добро е што такво нешто не се случува во Македонија. Каде е дебатот околу прогресивното доначување? Се уште сте на ставот за 1000 евро да изнесеме таму? Најважно е, ако зборуваме за прогресивното доначување, дека во Македонија ни требаат мерки кои што пред се ќе овозможат подобро финансирање на јавното здравство, јавното образование, и секако дека ова е една од тие мерки. Значи, можеме да зборуваме за поголема праведност. Дали 1000 евро некаде дека сме богати со месечни? Значи, кога ќе дојде, значи кога ќе отвориме, ќе комуницираме со јавноста.